أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарност само припаѓа на возвишениот Аллах Азza wa Jal и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Откако возвишениот Аллах Азza wa Jal го спомна своето непријателство кон оние кои се непријатели на мелеките, кои се непријатели на неговите пратеници, возвишениот Аллах Азza wa Jal продолжува и вели во 99-тиот ајет: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. А ние тебе, о Аллахов пратенику саллаллаху алейхи ва саллем, а ние тебе јасни докази ти спуштивме, во кои единствено грешниците не веруваат. Односно, како што вели Ибн Џерир ат-Табери рахимахуллах, о Аллахов пратенику, ти објавивме јасни и недвосмислени ајети што укажува на вистинитоста на твоето пратеништво и на тоа дека Куранот е спуштен и е објава од возвишениот Аллах Азza wa Jal. Зашто Аллах субханаху ва таала го поддржа на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем со ајети и со разни други знаци и докази со кои укажуваат дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем е Аллахов пратеник. Во овој Куран се спомнати скриени вести за Бену Исраил. Спомнати се настани од животот на нивните претходници, содржината на нивните книги, посебно на Теврат, како и оне што нивните рабини или учени луѓе го криеле, оне што го искривиле или пак и го изменеле од прописите на Тевратот. Свите овие работи Куранот ги содржи и им ги објасна и ги извади на виделина. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем знаеме дека не знаел ниту да чита, ниту да пишува и не учел од ниеден, ниту од еден човек, а сепак им ги соопштувал овие вести точно и јасно. Значи Мухаммед алейхи салату ва салам со ова Аллахова книга, со ова објава од Аллах Азza wa Jal им го кажувал она што тие го наоѓале во нивните книги, она што тајно го зборувале меѓу себе, како и веста за минатото и за иднината, и ове сигурно очигледен и јасен доказ дека ове илм што го зборви Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем не иде од човек, туку тоа е објава од Господар на световите. Затоа секој праведен и искрен човек кој не е заслепен од своите страсти би требало да ја признае вистината кога ќе ја види. И затоа кога Аллах Азza wa Jal ќе го осветли срцето на некого од неговите робови, доволен му е само еден доказ да свати и да ја признае вистината. А кога Аллах Азza wa Jal ќе го заслепи срцето на некој од неговите робови поради што тој заслужил, поради тоа што заработа неговите раце, колку докази да му носиш од Куран, од Суннет и било какви други докази, тој немој да ја свати вистината, а помалу да ја прифати. Што значи проблемот ке овие не е во недостиг на докази, туку во расипаноста на нивните срца. Кога човекот е тврдоглав и наетчија, горделив, арогантен, како што се овие евреи, ниту најјасниот доказ нема да му користи, се дека не се ослободат од оваа завист која тие имаат. Од Ибн Аббас радијаллаху анху се пренесува дека за зборовите на Аллах Азza wa Jal и на вистина ние ти спуштивме јасни ајети, велит ти, о Аллахов пратенику, им ги учиш овие јасни ајети
и ги известуваш за овие јасни аети и наутро, и навечер и во текот на денот. Што значи нон-стоп ги известуваш со овие јасни аети на евреите. Иако тие знаат дека не си читал никаква книга, а сепак точно им кажува што се наоѓа во нивните книги. Во основа неписменоста е ноксан ке луѓево. Но овија дел е пофалба ке Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем заради една од мудростите е заради оваа работа. Не знаел да читат, ниту да пишат, но им ги кажувал сите вести што тие ги имале. И ова е што доволен доказ да нема да го обвине дека зело негде или научило негде, туку знае тие и биле цврсто убедени дека оне што го каже Мухамед салаллаху алейхи ва селем е вистина и е објава од возвишениот Аллах азза ва џел. И на вистина ние ти спуштивме јасни аети. Во овие зборови имат олеснување и утеха за пратеникот салаллаху алейхи ва селем поради негирањето на овие евреи. Како да му се вели на Мухамед салаллаху алейхи ва селем, немој да се грижи за овие евреи кои те негирват и кои не верват во тебе. Не обрнува внимание на нивното негирање, бидејќи тоа е нивниот вообичаен начин и нивна постојана навика. Нивна постојана навика е да и негирват Аллаховите пратеници, и помеѓу кои и печатот Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Исто така бречо во овие ает, во овие говор, и на вистина ние ти спуштивме јасни аети, јасни докази. Имаме две битни меселија во областа на акида. Две битни меселија во верувањето. Со овие зборови на прво место имат потврда дека возвишениот Аллах азза ва џелле е возвишен над своите створенија. Е возвишен над неговиот арш, онака како што му деликува него субханаху ва таала, затоа што Аллах азза ва џелле велит овде и ние ти спуштивме, а спуштање идет од горе надолу. И ова е еден доказ од многуте докази кое го имаат вервењето Ехли сунна вал џемаа дека возвишениот Аллах азза ва џелле е високо возвишен над неговите созданија. Кое вервење е дојдено од Куран и Суннет, кое вервење го имаат консензус на асхаби, кое вервење го имаат исто така табиините и табиините и оние четворица имами познати, помеѓу кои Ебу Ханифа рахимахуллаху таала. Ове посебно го зборуваме затоа што многу кои се припишуваат на ханефиски мезхеб или на Ебу Ханифа рахимахуллах и негирват овие својства или имиња на возвишениот Аллах азза ва џел. Исто така од овие зборови друго меселе акаидско е теа што се потврди дека Куранот е објавен и спуштен од возвишениот Аллах азза ва џел. Верувањето на Ехли сунна вал џемаа е дека Куранот е спуштен од Аллах субханаху ва таала, дека овој Куран кој ние го учиме и го читаме, овие се зборови со кои возвишениот Аллах азза ва џелле проговорил како што му доликува него. И ова е вервењето на Ехли сунна вал џемаа, вервењето на асхабите, на табиините, исто така на овие познати 4 имами и на свите оние кои ги следат во хајр и добро све до сунниот ден. Додека други кои се новотари, бидачи и оние кои следат своите страсти, тие имат многу кои го негирват говорот на возвишениот Аллах азза ва џелле. И затоа тие велат дека Џибрил алейхиссалам го земал овој Куран од Лаухил Махфуз, од таа чувана плоча во која Аллах азза ва џелле имат запишано све што ќе се деси до сунниот ден. За да го негирват Аллаховиот говор, тие велат дека Џибрил го земал од ове место. И ова е едно од нивните тврдења, само да и побиеат овие својства на возвишениот Аллах азза ва џелле за кои се сложни свите исламски учењаци од асхабите до ден денешен. Значи, овие се две браќа битни меселија во областа на акида. Посебно се спомени зашто проширено е во многу места овде околу нас, посебно Источна Македонија, гледам многу често на интернет, кои имаат посебни страници, посебни групи, посебни месџиди,
во кои посебно верувањето нивно го истаквет и го ширет, а теја е што и не гиривет својствава на возвишениот Аллах Азза ва Джел. Што значи дека Аллах Азза ва Джел не зборвит, Аллах не слушат, Аллах не гледат, све на крај иде дека обожаваш некој што не постојат. И ова е зеден од генерации на генерации и така е проширено, затоа секој еден од нас мора да се познава акидата. Секој еден од нас мора да си го познават возвишениот Аллах Азза ва Джел и да знаат што вервит и од кого земвит. Затоа треба да пазиме и да не оставаме све што ќе ни дојде да го земаме здраво за готово. Велит Аллах Азза ва Джел, а ние тебе јасни докази ти спуштивме во кои единствено грешниците не веруваат. Ова укажува дека оние до кои стигнал Куранот, кои го разбрале Аллаховиот говор во него, а потоа сепак не поверувале во него, дека биле наведени теа најголем себепе нивната тврдоглавост и нивниот инает. Да ти дојде доказ од Куран и Суннет и да го сватиш овија доказ, да е јасен и да не го прифатиш, те е само од тврдоглавост и од арогантност. И затоа вели тие свесно го избрале неверувањето наместо верувањето. Свесно е купиле заблудата, е прифатиле како замена наместо упатството и вистината од Аллах Азза ва Джел. Потоа Аллах субхану ва таала вели во 100-тиот курански ајет: "Ава куллама ахаду ахдан набадаху фарикун минхум бел аксаруhum ла юминун." Зарем секогаш кога ќе склучеа завет, договор со својот господар, една група од нив го отфрлаше и го прекршуваше. Напротив, повеќето од нив не веруваат. Што се однесува од овој завет или договор, тоа е обврската што синовите на Бену Исраил ја презеле пред својот господар, а тоа е постојано да постапуваат според оно што е во нивната книга, а тоа е Тевратот. А после нормално и обавезата која зешла од Мухамед салаллаху алейхи ва селем да го следат или да следат Куранот или Аллаховиот говор. Но тие не поверувале и како што е нивна пракса, тие го прекршиле овој договор или овој завет. Потоа во овој случај Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем ни извести да бидиме спротивни од евреите. Што значи дека прав верник се држи до договорот. Прав верник се држи до заветот кој го има склучено со возвишениот Аллах Азза ва Джел. А најбитен е тој договор, кој е тој договор? Да биде сворс на Куран и Суннет. Да веруваш во Аллаховата книга и да ја практикуваш и да ја следиш и да ја реиш пред тебе да ти биде твој водич, а не да остаи за твоите плешти. Кај муслиманите затоа постои едногласна работа, а те како што вели Мухамед салаллаху алейхи ва селем, крвта на муслиманите е еднакво заштитена. Тие се единствени против оние што им се непријатели, а заштитата дадена и од најнискиот меѓу нив е обврзувачка за сите. Ебу Убейде радијаллаху анху, кој бил командант во војската на Омар, кој бил халифа, му напишал дека еден роб, не само обичен верник муслиман, туку роб, им дал гаранција за безбедност на некои на жителите од еден град во Ирак. Па го прашал за негово мислење. Кој му дават гаранција на овие жители од Ирак, кои биле неверници? Му давал роб. Па дали да го држат ове ветување, дали да чуват оваа гаранција? Па му рекол Омар радијаллаху ан, Аллах му дал големо значење на исполнувањето на заветот, а вие нема да бидете од оние што ги исполнуваат заветите, се додека навистина не ги исполнувате. Затоа тие испочитувале дадената гаранција и се повлекле од нив. Што значи, ке нас немат учени или неучени во овија смисол. Свите имаат еднакво право ке возвишениот Аллах Азза ва Джел. И затоа морат да се споштуват договорот и заветот од свекого и на свекого. И на крајот возвишениот Аллах Азза ва Джел во 101-виот курански ајет велит: وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. А кога од Аллах Азза ва Джел им дојде пратеник, а тоа е Мухамед салаллаху алейхи ва селем,
потврдувајќи дека е вистинито тоа што веќе го имаат. Дел од тие на кои книгата им е дадена, Аллаховата книга зад грб ја отфрлија, како да не знаат. Кур'ан, браќа, во основа е чудо по својот израз, е чудо по својот стил и содржи јасни доказите го објавен од возвишениот Аллах Азза ва Џел. Исто така Кур'анот го потврдува тоа што се наоѓа во книгите на Бену Исраил или во книгите на евреите, посебно во Тевратот и Инџилот. Исто така Кур'анот го потврдува она што се наоѓало кај нив од вистински преданија, све додека тие не изменаа и не искривие. Но исто така што имаат во нивните книги, имаат и описот за Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, што значи известени беа дека ќе се појави Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, но кој бил резултатот? Како што вели Аллах Азза ва Џел, дел од тие на кои книгата им е дадена, Аллаховата книга зад грб ја отфрлија, како да не знаат. Што значи дека овие ајати, браќа, е исто така опомена за ними, а исто така полку ја опомена за нас или за умметот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, да не бидиме од оние кои го читаат Кур'анот, но не живеат според него. И слушаат Аллаховите ајати, и слушаат Аллаховите наредби, но се прават како да не слушаат, следејќи ги своите страсти, и ова е знак дека Кур'анот не го зешле за свој водич, туку го оставиле за нивните плешти, ова што е својство од проклетите евреи. Зате го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Џел да ни чуват од овие својства, од својствата на проклетите евреи. Го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Џел да ни напред од оние кои седат до своите договори, до своите завети, и го молиме на Аллах субханаху ва таала да ни соединит во џеннетул фирдеус заедно со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.